Почитувани гледачи, добро вечер и добредојавте во уште едно издание. Вечерва мојот драг пријател Радан Митровиќ од Скопско астрономско друштво е повторно гостин. Радан, добро вечер, добре дојде. Еднаш годишно традиција ни е као 8 март си ми. Па скоро тука, пошто ние, да, прво поздрав до гледачите и вака, значи секој половина на март ние почнуваме со тие наши, пролетни активности кои одржуваме, тие курсеви, сега имаме ново си почнавме да планетариум да држиме предавања, така да имаме што да се пофалиме со работава, така да баш се поклопуваш викаш околу 8 март, така да се гледаме. Малку на шега, ти посакувам топло добре дојде. За она што ќе збориме вечерва, го имате на вашите екрани. Скопско астрономско друштво организира воведен курс по астрономија. Ова е традиционално секоја година во овој период. Овој пат ќе биде од 17.3. до 21.4. на ФЕИТ. Радан, која е ова сезона поред? 22 или 3 више ја почна да губам број. Мислам дека 23-та. Вака, значи, ние обично луѓе ни поставуваат прашања за кого е, како е. Ние сепак одлучивме да имаме некоја долна граница, пошто ова е така за повозрастни, малце за луѓе кои и деца кои веќе почнале да учат малце посериозни предмети во школото, така да од 14 години нагоре, кој сака може да дојде, нема горна граница. Оваа година ново се што спуштивме цена за сите студенти и ученици е више не 1500 денари, него е сега за сите, буквално за сите ученици и студенти е 1000 денари, додека за сите други, кои не се во таа категорија. Со тоа што добре, ученици не мора да ни покажат ученички книжки, мислам се гледа да посурат дека се ученици, тоа нема да инсистираме, но за студенти ќе инсистираме само некако си било каков доказ, да кажеме индекс или студентска легитимација. И со тоа се стекна со тој попуст од една, мислам од 1/3 фачка на цената и така. Ајде да ги запознаеме, знам дека веќе ти е и тебе тривијално, но секоја година има нови генерации и тоа покажува дека има интерес за да се утврдат некои работи кои за жал во редовното образование не се покриени малку подетално, туку се многу штуро. А Скопското астрономско друштво буквално ги пополнува сите оние дупки кои очигледно на младите луѓе им се потребни. Значи, кои предавања и зошто толку долго, како иде редоследот, фреквенција, што содржи? Значи, курс во самото име содржи збор воведен. Значи, тој служи да не воведе во астрономијата. Се обработуваат планетите, се обработува Сонце како посебен објект, се обработуваат звездите, како, тоест, боле речено, како живеат и како умират звезди. Многу малку луѓе знаат, луѓе имат представа дека тоа што небо е вечно, ништо не е вечно, па ни звездите, па ни нашето Сонце не е вечно. Така да ќе обработиме темите, значи, Сонце, планети, имаме за галаксии, имаме тема за телескопи, ќе одиме во планетариум, едно предавање ќе биде така наречено, ние го нарекуваме теренско предавање, значи буквално ги носиме на планина, телескопи. Сега оваа година, оваа генерација ќе има прв пат чест да се запозне со најголемиот телескоп во Македонија, кој е купен прошла година, ни се оствари сон да имаме нешто такво, значи тоа е телескопчиште, тоа не е телескоп, така да за Кој модел? Тоа е Skywatcher Stargate 18 инча. Пише SW, не без D, без D, Stargate. Не, тоа Star. Добро, говорите молам. Stargate. Ти говори, да не молчи, ја ќе барам. Тоа е телескоп, значи ова е телескоп, баш така. Тоа баш така. Добро. Тоа е телескоп. Само не престанувај да збориш. Тоа е телескоп, значи за кој морам дури јас да користам скали за средни височини. Значи ако е скроз доле немам потреба, меѓутоа на од 40 на 50 степени нагоре ако се гледа, и јас морам да користам со мои 170 и пар сантиметри, морам да користам скала. Исклучително добар наблюдувачки телескоп. Оваа година, ви кажав, значи, ќе имат прв пат може да си консистираме. Океј, многу експлозивно ги даваш податоците, јас ќе почнеме од ново, па ќе почнеме. Ајде, прво за самиот курс,
па ќе идеме детално да ја побудиме љубопитноста кај оние што се думаат. Прво, зошто се иде на овој воведен курс и дали натаму од како ќе се заврши овој воведен курс може да постои некаков апгрейд, еве напреден курс или слично. Апгрейд, тој вториот курс ние една година пред, можда повеќе од 10 години организиравме тој вториот курс, меѓутоа прво што за него баравме да имаш положено прв курс, па да имаш некој предзнаење. Така да некако немаше некако доволен интерес за тоа, меѓутоа стално кажам, тоа апгрейд е ако останете во друштво, тогаш ви апгрейд. Тогаш може многу повеќе да се научи, затоа што доволно е да дојдете само неколку пати со нас на терен. Сите тие прашања кои ги луѓе имаат обично се низ некој неофицијален разговор се покажуваат дали тоа работа низ телескоп, дали работа со камера, дали работа од теоретска природа. Многу пати сме знаеле да баталиме гледање на сат или два ако е убаво време и да правиме момент за дури за филм. Сме гледали убав филм и онда кроз филм и онда раскажуваш некои работи кои се битни за астрономија, за такви работи. Меѓутоа, подобро училна од терен и телескопи нема. Тоа, барем за оној дел кај што сме ние валидни, а тоа е аматерска астрономија. Ние не сме професионалци, ние за жал немаме професионални обсерватории кај нас. Се надевам дека некој ќе и вадржав некој ќе се снима. Ти знаеш дека наназад, па еве ќе кажам, нели, повеќе од деценија, ве поддржувам и барам и никогаш не ми успеало моето лобирање да Македонија конечно добие една сериозна обсерваторија. Да, тоа е мој сон, мислим, на крај најдобри и за нас аматерите би било добро, а камоли за овие што се на факултети професионалци да си имаат своја обсерваторија, свој дом, каде што не би морале како ние на секој наблюдување да носиме телескопи со нас, па тамо да ги поставуваме, поново да ги растураме, да ги носиме дома и така натаму. Овака би веројатно биле таму, биле чувани и он само дојдеш буквално с еден клик на дугме или само откриеш и почнеш да работиш. Тоа многу штеди време, многу штеди средства, ама за сега живееме вака како што живееме. Јас малце ќе ги навредам македонците и жителите на Македонија кои толку се гордеат со некои антички корени и се гордеат со едно кокино. Да. И ја викам во ред прифаќам се. Како не ви е срам ако зборите дека овде имало стара цивилизација, ако овде го прифаќате едно кокино каде што нашите предци наблюдувале звезди. Да, тоа бил календар. Значи, како прифаќате ние да немаме? Па ние би требало на Балканите први да имаме еден таков телескоп од почет кон сопствената култура. А ние уште немаме ни, како да ви кажам, не гледам дури ни движење, ни притисок, ни лобирање да направиме такво нешто, што е потребно не за вас аматери. Мене не ме интересира за друштвото. Мене ме интересира за образовниот систем, да влезе астрономијата во образовниот систем. Се ќе ви кажам нешто. Значи, во Хрватска и во Србија постои нешто што се нарекува така наречени истражувачки центри. За Србија знам дека се нарекува, во Петница тоа се нарекува истражувачки центар и тоа е, ја мислим, можда и во регион водечка установа каде што млади деца се учат за тоа што е вистинска наука. Значи, каде што се вистински, не се работи по школските програми. Буквално, таму се работи од јутра до сутра, што би рекли Срби. И јас имаме во нашето друштво имавме 20 или 30 членови што беа таму и по нивното кажување тоа е наука на голем степен, на големо ниво ставен. Исто така во Хрватска има, во Истра има еден, тоа е гуру на астрономија, не само на астрономија, него на науката, тој се Корадо Колич, он има своја, тоа не е негова, тоа е една фондација каде што буквално доаѓа тоа година, слушнав дека биле преку 900 ученици, а имало апlicirано не знам колку илјада. Така да, таму навистина вие градите кадар за тој кадар да ви остане 10% држава е доволно, а да не збориме за поголем процент. Така да не се работи само тука што би сакал да се направи во државата, да кажеме обсерваторија. Не, да се направи еден комплетен истражувачки центар каде што би млади деца кои сакат, кои се даровити, кои имаат желба да учат, да ги поддржи државата, да ги научи како се работат по научни принципи. И после тоа знаење може многу лесно да се проведе. Сите ние што сме земји на Балкан, што се чаламе и модираме гради со своите нации, многу лесно можеме да се изгубиме и ова што имаме сега, само заради тоа
што сите најквалитетни кадри ќе више неќе имаме со кого да работиме тука. Така да се возигне таа научна свеста кај луѓе е многу битно. Не треба сите да бидат научници, тоа не е ни цел. Меѓутоа треба да се едно јадро на цврсто научно јадро да се основа во државата. Затоа што тоа неопходно да се стопанскиот развој да ти можеш некоја фирма која отвориш, можеш да имаш некои луѓе кои знаат наука да се бават внатре. Таму ви треба машинци, електроничари, физичари, било што. Сите тие струки може многу лесно во такви истражувачки центри да се потекнат на едно ново ниво каде што би можело многу полесно да биде државата. Тоа далеко тоа да би било инвестиција, тоа не е никако трошок, тоа е само инвестиција за еднината. Тоа убеден сум во тоа. Тоа би коштало многу помало од многу работи што сега да не ги спомнуваме во државата што за кои сме фрлале пари. Океј. Секоја година има голема посетеност овој курс и едно од клучните работи е стално јас и ти, нели, за некои проблеми говориме, но она што е најважно што новите ќе дојдат на курсот, а обично нови доаѓаат, е дека е многу интересно. Значи, како да следиш една интересна, научно-популарна серија, не знам, Космос на Саган, па дури можеби малку научно-фантастично да заликува, затоа што умот го носи стварно на предели каде што ретко му дозволуваме. Значи, самиот курс по астрономија, бидејќи јас сум го поминал, морам да кажам дека е многу интересен, интензивен. Нема простор за зевање, навистина интересни работи и многу интересна дебата. Сомнежи, разговори за се и се што. И темите кои се обработуваат на овој основен курс се генерално стандардни. Ова се учебнички теми. Значи, ако имате отворите било кој учебник по астрономија, ќе ги видите отприлики овие теми. Ние затоа што пише во годи воведен, не се распленуваме со многу големи работи. Дури имаше голема дебата дали да ставаме рецимо космологија, која е навистина најтешка дисциплина во и моја најомилена, меѓутоа на сите име најомилена. Затоа што тука се тие оние работи кои ви ги голицаат натре ганглиите за да бидете радознали, тука се за црни дупки збори, за ширење на вселена и така натаму. Така да, меѓутоа, од една страна, мислим дека треба да биде баш заради тоа што баш го ставивме на крај, за да можеме да бидеме полабавени и во порелаксирана атмосфера, да не ги плашиме луѓе, затоа што мислим ако ги ставиме меѓу првите такво нешто може да помислат луѓе. Во целиот овој курс мислим дека има една или две формули кои се најосновни формули ајде да кажеме во астрономија и па и во физика. Една е сигурно луѓе знаат, една која е МЦ на квадрат и друга е Њутнова равенка. За гравитација, мислим, нема друго. Мислим, цела идејата ни е да им покажеме на луѓе основни работи, затоа што стварно навистина се среќаваме со многу грешни информации кои се добиваат од образованието, типот дека Северница е најсјајна звезда. Не е најсјајна. 46 од први 50 звезди е. Дека звезда Деница е звезда. Не е звезда, тоа е планета. Ако е ведро Венера. Вие надводно гледате и ќе ви сте очи како сијалица свет. Многу луѓе мислат дека е сателит, дека не снима некој си кој би нас баш нешто не дошол, дека нас не снима. Но добро. И такви некои мисконцепции, некои лоши Не, задржи се малце, ќе одиме, ќе те водам таму. Значи, основни појми и закони во астрономијата, тука ги обично ги учите. Тоа е вовед, буквално ве воведуваме, ќе слушате за ова, ќе слушнете овој појам, па ви го разјаснуваме што е тој појам, ќе слушнете за гравитација, па ви кажуваме што е гравитација, ќе слушнете за телескопи, па ви кажуваме што е. Сето тоа визуелно го имате со... Највизуелно е баш за телескопи кај што употребуваме ласери. Со видеопроекција имате. Тоа е плюс. Значи, самото предавање е динамично, интересно, на феит и така натаму. Звезди, звездена еволуција, како се настануваат звезди. Тука е многу можда за обично за слушатели е најинтересно затоа што тука се среќаваме со тие црни дупки, со неутронски звезди, затоа што не прашуваат обично што се тоа црни дупки и што се тоа неутронски звезди. Тоа се остатоци од многу масивни звезди, многу помасивни од нашето сонце, можда десетини повеќе пати масивни од сонце, кои ќе дојдат до нивен крајот на живот. Нивното јадро, нивниот центар толку станува тежак да дури гравитација не може да си ја победи и сега гравитација победува и целата звезда
паѓа во многу мал простор и се На луѓе создава. е многу абстрактно ова, но е многу едноставен, нели? При горење на горивото, бидејќи звездата зрачи топлина, Да. која е уствари една константна огромна атомска експлозија. Да. И многу е атомски, мислам не може да се набројат, нели? Бидејќи постојано иде Па звездава физија. функционира на тој Но начин. во тој, да, Звезда функционира на тој начин. Значи, гравитација има за цел целата звезда што е звезда како гасна топка да ја направи да у една точка да ја собере. Собивајќи во една точка се создава таа топлина, а тоа сте можеле секој што пумпал точак, можел кога ќе пумпа точак, тоа пумпањето кога ќе вие собивате на гаса што се што пумпате, тоа се собива воздух натре и пумпата се грее. Да. Се замисли колку е тоа многу екстра, мислим многу поголема. Притисоци. Тоа значи гравитација врши притисок да целата оваа маса што е да кажеме се мисли како топка, има една тенденција да направи во една точка. А намо во таа точка се создава толка голема температура што почна да зрачи и сака целата звезда да ја рашири надвор. А тоа се учи, мислам, Да. и во И се основно создава една равнотежа, во тоа се физика, вика еквилибриум. дека кога се смалува просторот, молекулите и се зголемува температурата. Колку е поголема масата на една звезда, да речеме водород, бидејќи генерално е од водород, толку посилна гравитација во центарот, толку повисока температура. У даден момент доаѓа до фисија. Фузија. Тоа се значи спојуваат два водородни атома и се создава хелиум. А најпросто е така, се ударат 4 водородни атоми, ама идат постепено, идат преку тај лан, и тоа се учи. И во тој процес еден долгогодишен се создаваат се потешки елементи и памтам на предавањето ти ми го кажа баш тоа, дека у моментот кога звездата ќе создаде железо, тоа е крај за неа. Тоа е крај. Тоа во јадрото нејзино за зборам. некоја звезда создаде железо мора да биде многу помасена од нашето сонце. Бетелџус, например. Бетелџус, да. Бетелџус е една таква звезда ќе биде, нашето сонце не може да создаде повише од јаглерод и кислород. Она кој ќе заврши ќе биде бело џуџе. Да, и тоа ќе биде за нас крај, ама тоа ќе биде за некои си 5 милиарди години, така да сме раат. Ама раат ќе биде уште 500 милиона до милиарда години, после тоа више на нашата планета капка вода, мислим, не би требало да има. Така да, имаме ние време многу, ако сакаме имаме многу време да упропастиме оваа земја на други начини, така да. Да, тука се докажавме прилично добро. Баш таа еволуција, тоа предавање на еволуција. И сето ова се објаснува на овој вториот курс и така на второто предавање за Сонце и за сончев систем, најбазични работи, секоја планета се работи посебно и кажуваме пример, ете многу луѓе не знам зашто Плутон не е планета, ќе учат на ова предавање. Зошто Плутон више не спаѓа со право, зошто не спаѓа во. Ја не се слагам со Радан затоа што гледам дека веќе има голема тенденција меѓу самите научници и астрономи повторно да ја добие титулата како планета, затоа што веќе има и месечини самиот Плутон. Леле, последниве New Horizon ги гледам у висока резолуција. Тоа што има месечини не да се мрднав какви фотографии извади, а New Horizon забега многу. Да, он имаше уште една поинтересна мисија, не знам да се само да им кажам на гледачите, New Horizon е сондата која го сними. Множина, New Horizon, значи нови хоризонти. Не, тоа е една, ама така се вика, значи не е нови хоризонт, него нови хоризонти. Така е официјална. Ја имав грешка. Да го чуваме името. Да. И имаше, откако што го замина Плутон на 14 или 15 јули 2015 година, патуваше цели 4 години за да на 1 јануари 2019 година, па што се сеќам јас, пошто се чекаше нова година и јас останав до касно, чекав првите слики да ќе се објават. На така наречено едно тело Ultima Thule се вика, или сега Аракот, не знам како се пишува. New Horizons. Сега помина уште подалеко тело и сега се чека. Како се рече? Утах Туле. Не само да Ultima Thule. Ultima Thule. Еве го тоа првот. Ете. Фотографиите што ги даде, а? Да, ете. Тоа е тело уште подалеко. Уште го бајги подалеко. Многу малецко тоа, личи на струмичка кекирика.
личи, ама е плјоснато, не е вака како што изгледа, вака изгледа како ќе го гледаш како топчесто, плјоснато викаш? Баш како две плочи да се составиле. Вака изгледа, пошто е сликано, имавме среќа да го сликаме од анфас. Две тиганици, а? Баш така, нема многу голема дебелина, баш така. Баш интересно. И многу интересно. И сега патува во далечниот простор во Сончев систем, каде што ношиците барат да помине уште едно тело. Така да има и многу чудна боја. Погледате, има бојата му е. Овие му се неговите бои? Тоа се неговите бои. Каки? Да, тоа се така баш така каки или црвенкасто боја. Па тоа значи дека има железо. Не, овде кај мене се работи за железо, тоа се работи за така речени многу прости органски супстанции кои се настанати од космичко зрачење. Органски супстанции. Да, кои се настанати при многу јаки зрачења, пошто тоа е во Вселена, од космичко и од зрачење од Сонце што доаѓа. Што е тоа органско во Вселената? Имате и многу, имате дури протеини има. Мене ми личи. Пардон, аминокиселини протеини значи, мене ми личи на некаков фетус, ако погледнеш две очи, нос, уста и прво го вика Снешко Белко го вика. Снешко? Да. После тоа кога утврдија дека ова е последното, значи он што ни го сними. Да, тие десниве. Тука малце подесно, тука ќе се види дека тоа е друго десно. Тоа другото десно. Малце подолу. Имаше кај што се гледа дека више не е. Тука се види дека не е округло, дека е тенка плоча. Дека е да, пошто веќе зајди како масава наша, да речеме. Ајде баш така нешто. Така нешто. Не ги доле формации како така. Отприлика така. Графичката снимка. Тоа е баш графичко приказ. Ако ја гледаме изгледа како топка, во суштина е како тепсија со бурек. Да, и сега бараме ново тело кој што би да направи. Чекај, дали ова во Кујпербелт? Не, ова све е тоа во после Плутон све е тоа Кујпербелт, да. Така. Појасот така. Да. Тоа е да не бидеме англицисти, значи е фасцинантна математиката која се врши да може да се дојде во оние ова е врв што го прават. Значи ова е да може слободно да се каже астрономско, научно, физичко, како сакате ремек дело. Значи мора да телото кое е до таа мера оддалечено што самиот сигнал што праќате до таму патува повише од 6 сати. Значи вие мора да isprogramирате сонда, тоа телото да, пошто вие не толку далеко, вие го гледате многу помало од пиксел, значи ова тело, тоа немате никаква форма за него, многу помало од пиксел, добивате минимални информации колку да знаете каде се како изгледа тоа во суштина, кога ние од овде го гледаме. Погледате. Тоа е тоа што гледаме ние. Но овде ние правиме спектрална анализа и знаеме што содржи, а праќаме сонда за да го видиме. Да. И мора да помине у толку и толку сати, у толку и толку минути, у толку и толку секунди, има, мислим дека за овде беше 2 или 3 минути. Колку ќе трае тоа предавање за Сончев систем кој ќе заглавиме само на Ултима Туле? Ултима Туле не се обработа, мора признам, затоа што не можеме тоа да стигнеме. Баш за тоа. Ние порано имавме уште поголема грешка правевме меѓу првите курси кои правевме. Целиот Сончев систем ни беше во еден дел. Сега го разделивме на 2 дела. Така, за да можеме со право да обработиме внатрешни планети, да кажеме Меркур, Венера, Земја и Марс и астероиден појас, па онда тоа што преминуваме на како се вика Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун и Плутон и другите овие џуџести планети што се. Кога би почнало да се овие да завоѓаме, па ние буквално би требало да им кажеме перница да Сончев систем. Сега координатни системи со звездија. Што е координатни системи? Координатни системи тоа е навистина може да кажеме малце потешко предавање и математика. Не е математика. Тригонометрија. Да, у принцип е, ама ние не го следуваме на тоа. Значи тоа се учи у планетариум. Значи ние тогаш ги носиме во планетариум, во планетариум. Во планетариум ги носиме. Тоа е во МКЦ. Во МКЦ, да. Така. Затоа можеме покасно затоа што имаме други едни предавања кои правиме популарни предавања што не се вака потешки колку овие. Таму ги учиме за тоа како да се снаоѓаат во Вселена. Значи како да одгледат која е звезда. Да, во 3D, буквално. Вау. Дојдете некој што планетариум стварно е многу убаво. Бев на оние први предавања кога покојниот овој Џорџ Церни, да. Но не сум бил. Ќе дојдам на ова и за космологија ќе дојдам да го... Сега ако време ми даде, затоа што ќе влезем у Камај. Планетариум МКЦ, Скопје. Чисто да го видат. Значи, многумина и не знаат дека во Скопје има планетариум
еве куполата од планетариумот, Ама не наша, не е наша. Еве го МКЦ планетариумот, нашиот овој. Ау, да. Ова е МКЦ. А ова е однатре, во суштина се работи работи за... Ова не е нашиот, тоа што сликата пишува планетариум МКЦ. Пишува долема, не е во машина, што ова е планетариум со две глави. Ова е од дозгоре. Еве мене, не, иди прво лево. Ете, тоа е право. Ова слика, еве тука сум јас. Значи, во суштина се работи за купола на која се проектира звездено небо и едноставно како делува како 3D да сте навистина во Вселена. Јас сум бил во лондонскиот планетариум. Да, ова е стар планетариум, меѓутоа навистина врши работа исклучително добро. Тоа е да се мрднеш. Јас се обидувам сега малце да го ревитализирам со пример, правим комбинирани представи со видови. Тоа тука, значи, ќе се изучуваат како да се координираш во Пример, вие сега кога треба поставите телескоп, мора да знаете. Телескоп кој ќе поставите, мора да знаете одредени координати. Што е пример, се барата пример кој ќе дојдете со нас на терен, сега пример треба да сликате. И сега треба да има појам кој се вика усеверување, треба телескоп да го позиционираш управес на север. Потоа треба да му одредиш која е деклинација, која е ректасцензија за некој објект. Тоа се координати со кои вие Колку е тоа тешко да се научи? Навистина е. Мора да признам дека имаше една добра анегдота за пошто ние на крајот од курсот имаме кој сака може да си го провери своето знаење, ние даваме еден тест и после тоа кога го положите тој тест добивате диплома за положен тест. И си имаше една добра вика за да положите испит доволно еднаш или два пати да прочитате скрипта, а ако сакате да научите за овие координатни системи треба добро да седнете да загреете столица. Затоа што знаете што не се тоа тешко кој што сама проблематика е тешка. Не е толку лесна и не пример треба да визуализирате сфера која ротира, а вие се наоѓате на точка на другата сфера. И тоа е малку комплицирано, меѓутоа кога ќе почнете да работите со телескоп, тоа толку лесно ви оди. И јас се сеќам кога јас учев, ми беше многу тешко, меѓутоа ете и Ѓорđe Ценев покојниот и Иванчо Стојановски што беа со нас, предавачите Маријан ни помогна за да ние можеме да сватиме, меѓутоа јас мислам дека у главата ми кликна оној момент кога го поставив телескоп и кога требаше да направам некој си работи, тогаш ми кликна зашто е сето тоа потребно. Но предавањето нема да биде цело време само за тоа во планетариумот, туку планетариумот е еден убава можност за едно визуелно 3D презентација на можеби најдобра презентација што може да постои. Мислам дека нема град, главен град на планетава кој не поседува планетариум како една од најпосетуваните кинопредстави. Сигурно така. Значи, таму ќе можат да се видат како изгледаат сонца, како изгледаат, не знам, соцзвездија, галаксии и така натаму, едно убаво. Нешто што не можеш да го видиш ти со голо око на небото, овдека ќе го видиш баш најубаво. Пазите, прво гледате оваа машина позади таа јасно слика, тоа е планетариум, тоа е проекторот. Он е скоро половина век. Меѓутоа, он има таа драж да ви проектира ноќно небо као да се наоѓате на најубава ливада каде што сакате да гледате звезди, а во исто време да ви биде пријатно и топло. Без да имате никакви... Да не те дува. Да не те дува, да не ти... Да не те јадат комарсите и така натаму. Сега, едини проблем кај него што, пример, што воведуваат новите планетариуми, што поред оваа глава стават и проекторска глава, овој предавач Маријан Николовски, кој више не предава. Така? Да. И... Ова чисто да визуализираме како изгледаат овие предавања. Многу има, нормално јас се обидувам како предавач да тоа небото да ви го приближам од една друга страна, тука не гледам да ве научам, не знам, 20 или 30 созвездија. Едно или две созвездија ви навистина покажувам каде што да видите чисто што значи тоа созвездие и обично исто тоа недоразбирање. Луѓе мислат дека созвездие е нешто што е статично, што е такво е на небо и мора. Не, пример, голема мечка. Па нема 100 години како верувале сите научници дека космосот е статичен. Да, до Хабл. Ајнштайн до смрт верува. Едно од неговите најголеми грешки, сам си ја признам. Дури со Хабл ние дознаваме каква динамика се случува. Прво дека не сме само ние галаксија и каква динамика има космосот. За да им покажеме на луѓе што направил Хабл, замислите дека вие сте научник, речемо Хабл, треба да измерите колкава е Македонија и со тоа се користите со сијалици низ државата. И он пронашол една сијалица која е во Москва.
Тоа е буквално, значи вие мислите дека е вашиот универзум голем колку Македонија и он се одеднапат и проваѓа некоја сјалица која е дури во Москва. Така да, или подалеку дури. Така да Добро. Тоа е најдобро. Одиме од планетариум тогаш да видиме и тоа ќе биде многу интересно и многу освежително, затоа што кога ќе отидеш таму и такво предавање и го гледаш тоа во таа затемнета удобна просторија и самиот концепт на она што се збори добива тежина. Оптички инструменти. Кога сме веќе кај планетариум, значи на 9 и 10 март имаме како друштво организираме речиси секој месец популарни предавања кои немаат врска со координатни системи, тукаш не ги замараме со такви работи. Меѓутоа им покажуваме за созвездија, за планети, за галаксија, за сите оние најинтересни работи. Кога ги правите тие? Сега, значи на 9 и 10 од 7 и од 8 ќе бидат представите, по 1 сат се предавањето прилика. Во планетариум. Зошто 1 сат? Не е доволно 1 сат, па или после има ли она за разговор? Не, мислим има обавезно после тоа кој сака да праша си обавезно тоа. Да, добро. Затоа овие што се од друга група по правило чекат по 5-6 минути 10. Оптички инструменти. Тоа, значи, учиме што се телескопи, како работат телескопи, како се поставуваат телескопи и така натаму. И сега да дојдеме до главното, каде ова е голем телескоп, да, огромен, ние го имаме, скоро пола метар, поточно вие го имате, ти го имаш. Друштвото, да, друштвото си го купивме лани мај месец, здравје. Честито, нека вие заслужувате и поголем. Каде се наоѓа овој телескоп? На тајна локација. Така, дали е мобилен? Мобилен, да. Значи, ова е портабилен телескоп, за пример, кога оваков телескоп би бил компактен телескоп, кога не би се растура, гледате тие шипки, тоа се растура и може да се, дури кај мене во мојата дачија на седиште може да застане, без проблем. Меѓутоа, кога би бил цевка, за него би морал некој добар пикап, можда ако не и комбе да 20-инчно нашиот е 18, ти си отворил 20 инча, ама нашиот е само 2 сантиметра помал. Така. Намерно, овој што си го отворил има и мотори, не ми треба мотори, целиот мотор што го имам ми е веќе инсталирано одамно, имам тој софтвер у глава, така да немам потребе тоа да го правам. Тоа е за ако не сакате да научите небо, а ја веќе го знам. Што е предноста на она, бидејќи еве многумина те знаат, ти си често на плоштад, можат да видат таму кај тебе кога наблюдува има добра положба Јупитер, Марс и така натаму. Што е разликата помеѓу тој твој телескоп и овој? Овој е за така наречени објекти во длабоко небо. Значи овој телескоп што е на плоштад користиме за сончев систем. Се што е подалеку од сончев систем ги викаме објективи од длабоко небо. Значи со овој можат да се гледаат маглини галаксии, стар кластери. Вие можете истото тоа да го правите и со овој телескоп, што е од плоштад, меѓутоа тој ќе покаже таму помалку, полоши перформанси. Со овој може да гледате планети, ама со тој плоштад ќе ги видите подобро планетите. Во што е тајната? Дали е тајната во големината на огледалото или... Да. Значи, во астрономија има на англиски се тоа можда на no substitute for aperture, или нема замена за апертура, затоа астрономите прават се поголеми. Нема замена за апертура. Да, апертура е... Тоа е физика. Ти треба што поголемо огледало за да имаш... Или бојачено, што поголемо око. Значи, нашите мајки не родиле секој со по 2 телескопи по глава, само што ние не ги викаме телескопи, ги викаме очи. Така. Само што нашите око е дефинирано со диаметарот на оваа црнката што имаме во окото. Така. И толку можеме да гледаме. Сега, многу малку луѓе знаат дека таа црнка ни е мускул. Сега, пошто сме овде под рефлектори, и таа црнка ни е неколку милиметри, 2 до 3 милиметри ни е. Така. Ама кога ќе излеземе надвор, треба малце време, тој мускул не е рака може да направи, гледате, брзо вака. Тој мускул брзо се собира, ама многу да треба навикнеме на темница. Да се навикнете на темница, многу полека се отвара. И кога ќе се отвори негде околу 6-7 милиметра и тогаш можете да упиете. Сега замислите од 6-7 милиметра. Тогаш можеме да забележиме детали во темница кои обично одеднаш не може. Тоа е аналогијата што сакаш да ми ја кажеш дека сега со овој телескоп, значи окото ви станува рецимо конкретно овој вие на 458 милиметра ви. Што ќе видиме со овој? Со овој може да видите, со овој ќе гледаме кој ќе дојде курсисти, ќе гледаме галаксии, многу добро, ќе гледаме тие планетарни маглини, ќе гледаме отворени и затворени јата, сите објекти и мислим дека Венера ќе се гледа тогаш кога ќе идеме на терен со нив, веќе ќе стане помалку од половина и ќе ни се приближи, така и Венера ќе може да се види.
да остануваме со нив, а како што нема да останеме до Сабеле, веројатно Значи и ќе можеме да видиме и планети, но ќе видиме и конечно убаво можеби најдобро во Македонија галаксија Андромеда ќе ја дзирнеме сигурно. Андромеда Андромеда, меѓутоа паси Андромеда обично тука малце тоа се исто учи на курс, рецимо зашто Андромеда се гледа најдобро со двоглед, а не се гледа со телескоп. Затоа што е она огромна. Андромеда е најголем објект, она е поголем, она 7 месечини може да ставите низ нејзин диаметар колку е голем. Ама е бледа. И вие сега, ако ќе гледате за овој телескоп, пример сега, ако е Андромеда маса, и вие сега гледате за овој круг, јас сад морам да ве шетам, за да вие видите. Интересно, сега, навистина не знае, мислев дека Андромеда е мал објект на небото, ќе се види. Сакаш да кажеш дека ако ја гледам месечината олкава, 7 месечини она е. Да, она е голем. Само е бледа. Бледа, ние го гледаме јадрото. Пример, кога ќе гледате со голо, ако вие како гледате. Да ја видам тогаш јас убаво? Дали треба да бидам во идеална темница? Само излезете од град и земете некој двоглед без никаков проблем. Без никаков проблем. Да, само да знаете каде. Дали можат да помогнат оние Starwatch апликации кои ги има секој мобилен и кој може да ти покаже често пати кога ќе се прашам која е, многу ја фасцинирав господјата моја на летување, која е онаа звезда, сега ќе ти кажам. Ето е Венера, од кај знаеш? Но стварно, бидејќи има оној. Ако ви е добро, а штелован жироскоп може, да, не ви е добро. Жироскопот, да. Најдобро со некој планета или нешто месечина кој е тука, да кажем, уперите нека месечина, ако ви добро покажа месечина, да ќе покажува и други работи. Кажи ми, дали за најбитната работа во сево ова е огледалото. На овој телескоп, кога гледам огледалото е доле, да. Огледалото е доле, има едно огледало, второ огледало. Ви скршува слика за да може вие на скала да се качите да гледате. Ја имам исто таква скала како. Дали постојат, дали имате и тоа да се закачи фотоапарат, камера за да може да се снима? наблюдувачки телескоп. Еве како со овој телескоп во идеални услови ќе го видат ово со фотоапарат нашата галаксија. Да, ово наша овдека се гледа, баш убаво се гледа на нашиот Млечен пат. Овој наблюдувачки телескоп, значи се користи за наблюдување. Он може да се користи за фотографирање, меѓутоа му треба многу адаптации што ние немаме потреба. Затоа имаме други телескопи. Значи за аналогно гледање пред. Баш така. Ово е баш така, за седнете да уживате во навистинска без посред. Јас со фотографија исто има своји дражи, меѓутоа таа е посредна работа. Вие морате да сликате, да собирате светлина, како ќе соберете таа светлина, тие информации, дојдете дома да ги обработувате и на крај добивате онаа награда, додека овдека добивате награда инстантно, на лице место. Вели овдека дека е ова скоро 70 килограм, не, 100 килограми, све заедно. Да, ама тоа е за 20 инча. Нашиот е малку полесен, нашиот е негде, мислиме, околу 60-70 кила. Ово е 20 инча, он веќе тежи негде 72 кила. Секундарното огледало тежи 6 килограми само. Интересно. Кажи ми, дали е тешко, бидејќи обично... Тешко е, да. Прашајте ми ја кичмата. Во смисла да го... Во смисла да го подесиш, бидејќи сето тоа рачно го подесувате, рековте дека нема. Све е рачно, затоа што се монтира некои 15 на минути, не повише, 10-15 минути. Не е подобро, например, да имаш со електромотори, па го подесиш директно, стиснеш и одма ти го даде Марс, ти ја даде Магнит. Подобро, ма треба малце повише време за малце поскапо. Значи, оваа верзија ние што земавме негде околу 4000, таа би била негде скоро 1000 евра. Така да, со здравје да се служите, нема подобри луѓе кои позаслужено имаат и прескромно е ова за вас. Но ти чувствувам радоста како мало дете. Баш така. Можам да замислам. Баш така. Но би било прекрасно стварно да се направи една серија на фотографии од таму, чисто заради промоција на самиот објект, бидејќи тој, знаеш, имаме ние многу добри фотографии. Сега само да отворите пример од Скопско астрономско друштво, пример сега имаме на многу добра фотографија што направи. Ќе се задржиме на Facebook пејдж наш, отидете и ќе видите, кликнете тука на Facebook пејдж од десна страна и ете тука мислим дека така. Во ред, идеме подоста, идеме сега предавање за галаксиите. Тогаш ќе учиме за галаксии. Што е тоа Млечен пат за наша галаксија, какви галаксии, се типови галаксии, за Андромеда се тогаш учи, кога ќе се судриме, како ќе се судриме и така натаму.
Onda ќе научиме за типови на галаксии, многу луѓе малку знаат дека имаме неколку типови на галаксии. Ние живееме во нешто што се нарекува елиптична галаксија со пречка. Тоа е некоја дефиниција, најкратка дефиниција на нашата галаксија. Се нарекува Млечен пат, нашите стари словенски кумова или попова слама. Меѓутоа, скоро слушнав, не, скоро јас ме слушнав, ја ајде да кажеме, обновив информацијата од Карл Сеган, имаше од овај Космос серијата. Може најдобро ми опишува, ако сте го некош виделе Млечен пат, изгледа навистина како рбет. И бушмани во Ботсвана мислеле дека Млечен пат е рбетот на ноќта и го држало небо да не им падне на глава. Така да останува фактот, чисто да се информирам, дека основата на секоја галаксија е масивна, супермасивна црна дупка во низиниот центар околу која секогаш се создава. Дали се откри зошто дали тезите околу dark matter или темната материја, брзината на движењето на ротирањето на звездите околу оската не секогаш кореспондира со масата на севкупната галаксија. Има ли некои нови сознанија и дали ќе ги дознаеме? Има, баш тука се една хрватска научница во еден тим каде што објавија работа дека дури ни таа темна материја не е така распределена во Вселена, онака да кажеме некако си униформно, него дека е во грудки. И дека тие грудки се воглавно каде што е најгусто материја создадена, барионска материја, така начини звезди, ајде да кажеме. Така да темна материја се уште ние пипаме мрак, многу работи сме напипале, ама се уште не знаеме што сме напипале. Океј. Така затоа и носи тој префикс темна. Тоа темна не значи дека е црна она, дека не е, него дека не можеме да ја детектираме. Темна е затоа што ние имаме многу малку информација за неа и пипаме во темнина со неа и затоа ја нарекуваме темна. Исто и за енергија. Не е она темна по боја, не е црна, да кажем. Ама не сме ја детектирале уште. Знаете, јас стално кажам, ние сме ја наслутиле. Да. Значи, ние, ајде за нашите гледачи како црната дупка, што доскоро знаевме дека постои, ама немавме физички доказ. За нашите гледачи да можеме многу пластично да им објасниме. Што е темна материја и темна енергија заедно. Значи, ние искуствено знаеме дека кучето што вика, животно што вика аве кучето. Добро. Така. И ние кои ќе слушнеме, да кажеме, идеме поред некоја ограда, и ако слушнеме позади таа ограда, а не го гледаме кучето, ние претпоставуваме дека е тоа куче, така? Добро. Ама не знаеме со сигурност, може да види некој си итерпео, што само имитира куче, така? И ние може сега, што прави наука? Наука користи нови инструменти за да открие тоа што е позади оградата. Класично да кажам, ние сега идеме преку ограда, не може да видиме, ама имаме телефон мобилен, земаме камерата, снимаме и го гледаме дали итерпео или куче. Затоа што, како се вика, тоа е потенцијална наука. Сега наука, знаеме дека таму има нешто, ама не знаеме дали е и што е. Дали распоредот на галаксиите, севкупното небо ќе се проучува во галаксија или во космологија ќе го идеме тоа? Не, во галаксии, значи во галаксии се учи структурата на универзумот и самите галаксии, а во космологија се учи галаксија се учи за типови на галаксии, а за структурата на универзумот се учи космологија. Биг Бенгот? И Биг Бенгот, значи. Од Биг Бенгот до денешна форма, како денеска го знаеме универзумот, онако како што ние го знаеме. Така. Многу знаеме за него, имаме работи што не знаеме. Значи вкупно колку предавања ќе има? 12, заедно со планетариум и заедно со одење со телескопи на Терра. 12. Значи 10 училна, едно планетариум и едно е во со телескопи управи. Секој еднаш неделно е. Два пати, вторник и четврток. Вторник и четврток. Вторник и четврток. Почнуваме вторник 20 часот 17 март, па онда следното е 19 и така натаму. Вторник, четврток, се до 21 четврток. Онда имат скоро 10 дена пауза, да малце како се вика, прослават, како се вика, Великден, да малце подучат и кој сака да си го проба знаење, да проба знаење. Кој сака да остане друштво може да добро дојдено. Но останува фактот дека на некој начин тоа што го плаќаат
Они буквално го добиваат, вие сте непрофитна Да, организација. јас само кажам, луѓето прашуваат дали треба уште нешто, не, све им е платено. Значи, во таа цена е све платено. Скрипта, планетариум, одење на терен, све е платено. Браво. И диплома додела и частењето што имаме се. Браво. Значи, све е тука. Значи, знаете што, сепак се... Зошто не ви дадоа катедра да имате да сте редовни професори, тоа не ми е јасно. Па треба тамо да докторираме си. Не, си имаме ние на убави професори и професорки на наш факултет, имаме многу добра соработка. Мислам дека сега овој викенд име зимска школа по астрономија. Реторичко беше моето прашање, не можеш да одговориш. Океј, одиме да ја видиме вашата страна на Скопско астрономско друштво. Рече некои фотографии. Фотографија малце ете ги двете. Што е ова? Кликни, Ова. Ова е, ајде, ќе ми покажеш ти кај е Бетелгез. Само малце намалија. Не можам да ја намалам. Беше малку. Еве. Не, другата. Тоа се две фотки. Таа е втората, да е првата. Ете, ова треба да се види. Така. Другата е дел од ова. Тоа е Бетелгез. Најсјајна е, мислам по тоа, не по друго, бидејќи е најсјајна и најголема е. Сега е една многу добра. Чекај, ова е кој е со... Ова е Орион. Ова е Орион. Ова е Орион со звездие, ова е тоа што гледате доле, тоа што гледате тука, тоа е така наречена Орионова маглина. Во момент таму се раѓаат нови звезди со нови планети. Во момент, додека сега збориме, значи Стелар, она што го вика Стелар Нерсери, да. Овдека. Значи раѓалиште на звезди, да. Чекај, ова е фотографија која слика напред една недела или две во местноста Рудина на кај Козек брана. Добро. Мора да го пофалам Боби Кузмановски, наш член. Кој направи... Ништо не те разбрав. Боби Кузмановски, член на нашето друштво, така? Сликал, мислим негде 2 минути и една експозиција и негде 66 експозиции, тоа би дошло значи преку 2 и кусур сати, 2,5 сата. Собирал информација од небото за да ги слите фотографии кои ќе ги слопи на едно место и гледа вака. 2 часа има и ротација на земјата. Да, ама има и телескоп кој го тоа прати. Има, тоа е моторизиран, претпоставувам. Све е моторизиране, ние имаме и... Со каков апарат е ова сликано? Ова е, сега ќе ми се наљути Боби, дали беше 6 или 7... Но не е ова директно сликано небото со апаратот, туку е преку телескопот. Телескоп се, значи, фотоапарат се закачува на телескоп, кој има таква монтажа, кој ќе уклучи мотори и пред тоа треба да го, што ви кажав, тоа усеверување, сите тие координати да се наместат, кој ќе ги намести, тргнува и после тоа се слика, он само седи и ужива. Еве многу позната фотографија на планетата Земја. Видена ова Карл Саган што ја кажуваше, ова е од Voyager. Од Voyager. Има многу интересна приказна сега што ја скоро слушнав за неа. Ова е планетата Земја снимена Voyager, ова е Voyager негде кај Јупитер, ако не се лажам. Не, ова е Voyager веќе излегол од Сончев систем. Ова е од Сончев систем излезено. Значи поминал Плутон све. Не, сега фотографијата кога ја направил. Не ме разбирам. Кога ја направил Voyager, фотографијата на планетава Земја. Во овој момент се наоѓал каде? Подалеку од Плутон. А подалеку од Плутон? Далеко од Плутон. Значи вака изгледано од Плутона ако се гледаме. Voyager има мисија до Нептун да следи, после тоа излегол. Кога заминал Нептун и беше поминал и Плутон, мислам дека поминал и Плутон во орбита. Тој е инструмент кој е научен инструмент, тој не е тука да прави убави фотографии. Кажеш дека New Horizon го претицаше? Ќе ги претекне. Ќе ги претекне побрзо. Да, побрзо, ќе ги претекне, ама не верувам дека може 10-20 години ќе помине да ги претекне, пошто има Voyager има 30 и кусур години предност, така да но ама затоа тоа ураниумот што го има се уште му трае и праќа сигнали. Плутониум, добро. Плутониум, да. Сега, многу беше интересна приказна за таа белата точка, затоа што тоа не е научна фотографија, а меѓутоа они добиле одобрување од НАСА за да го свртат Voyager и да ги сликат сите планети во Сончев систем, освен Меркур, пошто Меркур бил многу близко до Сонце, не смел таму да сврти за да не изгори камерата. И ги сликали, направили еден портрет на Сончев систем и таа е многу позната фотографија и ова е сега ќе беше многу да сум една корист која би бил поетска душа, има многу фина приказна која Карл Саган ја цитира, ама ајде да го парафразираме, гледајќи да оваа точка гледате сите луѓе што некој се родиле на оваа точка, сите луѓе што умреле на оваа точка.
сите луѓе што биле цареви, поданици, ратувале за парче од оваа точка. Радан, Ама не живееме во еден технолошки бум, каде што сите научни сознанија ни се многу брзо и многу лесно достапни, каде што се вика прашање на секунди кога ќе дознаеме најновото што некоја обсерваторија открила, но во исто време никој не очекуваше дека ќе се јави една толку силна спротивност на неверување, на антагонизам, на појавување на теории на заговор, на неверување. Да почнам. Рамна земја, никогаш не сме биле во Вселената, сето ова е лага. Да не идеме во тие, да останеме само во рамките на астрономијата. Не сме слетале на месечината. Ние се безазлени, знаете што? Дали вие верувате да сме биле на месечина или не, тоа никога не може да му загрози живот. Ако некој му кажете дека не се вакцинира, вие му загрозувате живот. Не би идел сега во тие теми, ќе го оставиме за друг пат. Може, не е проблем, ми сме расположени. Како вие се, дали ова може да воведниот курс по астрономија, дали можеме да ги повикаме, да им се обратиме и на оние што се скептици по овие прашања, да дојдат и да се соочат со факти, па едноставно еве и низ разговор својата неверица. Вие имавте едни предавања за теории на заговор, како поминавте тогаш? Па имаше некои луѓе така некои чудни реакции, највише мене ми изненади рецимо за Chemtrails јас зборев, за нив некако имаше многу лоши реакции, мислев. Ама пасте, Chemtrails, правото име на Chemtrails е Contrails, тоа се кондензацијски трагови, тоа не е ништо друго него водена пара. И кога ќе видите многу авиони над вас, тоа не е ништо друго, трагови усвари од авиони, тоа не е ништо друго него само дека имат дека горе многу ниска температура кај што летат авиони, значи дека е под минус 30, 40, 50 степени Целзиусови и водена пара која е излегува од авионите, а тоа ништо не е друго него јаглевод род која се огорува, бензинот или боле речено керозинот во авиони е јаглев. Исто што испушта автомобилот, испушта и авионот. Да, базично јаглерод диоксид и вода, таа вода пошто излегува под јак кога авионот многу поедноставно ќе им кажеш. Кога колата би била на 8000 метри, ќе остава исти трак. Апсолутно. Па не остава, ама луѓето не. Зимата кога е многу ладно, кога ќе запалите кола, овој комшија пред вас запалил кола, на семафор му гледате како излегува водена пара. Само што стои уместо, па вие не го гледате како трак. Но во секој случај, еве, за луѓе што се двоумат, воведниот курс може да биде една добра основа за... Може, да. Кој сака да не се Имате ли толеранција кон луѓе кои не веруваат, кои се скептици? Имавме ни во друштво такви луѓе кои, знам, имаше неколку луѓе што, мислим дека ден денеска се скептици за некои работи, ама... Како ги гледаш? Знаете што, верник, статус на верникот не му е по дефолт да он да нешто научи, да осозна. Он сака да верува, не сака да знае. Глагол да веруваш и да знаеш се концепцијски се разликуваат. Затоа што јас стално го кажам многу блесен пример. Јас сум човек од црква и сум тежок верник. Не, ама астрономијата и ова ми се така компатибилни, не можам, ја уживам во себе ова вие што го правите. Не, само банален пример, што значи верба и доказ. Така, значи, ако јас вас ви дам, ако ви мене ми даете 1000 евра науката се базира на скепса, на неверување. 1000 евра на заем. И јас ако ви вратам на вас директно, тогаш знаете дека сум ви вратил 1000 денари. Ако сум, кажем, на Петре сум му дал 1000 евра да ти ги врати, тогаш може да веруваш дека сум ти ги дал. Дека сум ти ги вратил. Значи, тоа е банален пример, тука е разлика помеѓу верување и знаење. За некои работи се толку екзактно. А науката е ујапа која бара доказ дека си ги вратил. Баш така. За да те частам на крај, да ви посакам, прво да ми кажеш, значи, на ФЕИТ. На ФЕИТ, 17 март, 20 часот почнува првото предавање. Не треба нигде предходно. Нема подес, само 10-15 минути дојдете порано да ве запишеме, ваши податоци, телефон, мейл. Телефон не мейл, само земаме за да можеме да контактираме. Скрипта добивате на второто предавање или трето, пошто чекаме да се екипираат, да се екипираат, да знаеме колку да печатиме. Така да тоа е тоа. И сега за 9 и 10 кој сака во планетариум во МКЦ да слуша интересни предавања за планети, звезди, галаксии и сите тие работи, за да види ноќно небо. Добре дојде. За крај, поздрав за тебе
денешната слика од Astronomy Picture of the Day, мојата омилена страница која Earth Rising. А тоа е апот на НАСА, каде што стално има или фотографија или некако, не мора звук. Значи се работи за снимка која орбитерот на Аполо 13 кој не успеа да слета, но заобиколи околу месечината, реставрирана снимка во 4К на обиколување на орбитерот околу месечината во една од најубави резолуции. Радан, многу успех, поздрав до тебе и до колегите. Фала и добро дојдени се сите кој сака. Може да го изгледаме ова, па ќе одиме со блок реклами. Значи околу 2 минути режија.